Бум, бум, бум. Револуција во етерот. 104,2 е вашата фреквенција. Почитувани слушатели, добар ден во студиото на Радио Бум. Чест ни е по втор пат да го имаме председателот на новата политичка партија Интегра, Македонска конзервативна партија, доктор Љупчо Ристовски. Господине Ристовски, добре ни дојдовте во студиото на Радио Бум. Добре најдов. Имавме убава емисија, убаво дружење прв пат кога ни бевте. Се надевам дека сега ќе бидеме уште поинтересни за слушателите. Тогаш се надевам и сега ќе биде. Ги имаме веќе и најавено изборите сега, нели? Официјално се уште немаме потврда, ќе се одржат, нема да се одржат. 5 јули се фигурира датумот. Оптимисти ли сте дека ќе има избори? Најверојатно, може би требаше и во текот на јуни да се заврши изборниот циклус, но еве, да речеме 5 јуни веќе не би смеело повеќе да се одложува. Слушам некои опции да бидат во среда на 8 јули. Се уште не е фиксно ништо потврдено, но јас очекувам во текот на денешниот, евентуално утрешниот ден, да се знае дека дефинитивно завршува ова одисеја со ворената состојба и дефинитивно ќе влеземе во изборниот циклус. И се надевам дека на 5 или на 8 изборите ќе се одржат и се надевам дека владата ќе има сенс да го отвори, нели, политичкиот систем, да најдеме начин да бидат што помасовни од се оди во правец да, нели, се изненади во политичкиот простор со ниска излезност на изборите, што не е опција која што правилно и реално може да отцрта политичката карта во Македонија од една страна, и од втора страна најавите на, нели, парламентарната опозиција во име и за сметка на ДПНЕ дека тие не се подготвени да одат на избори од X причини и едноставно најавуваат уште сега дека ќе ги бойкотираат изборите. Тоа се тие два неповолни моменти, така што секој одложување после 5 евентуално 8 за некој нареден датум, евентуално 15, би значило дека можно е Грција да ослободи границата, да едноставно луѓето отидат на одмори и тоа ќе биде многу неповолен момент за Македонија. Значи, тука веќе ќе се видат на сцена скриените намери на владата и во една таква ситуација, во една таква констелација ми се чини дека не е мудро да го не ги преткуваме политичкиот систем во една нова пајакова мрежа во која што губиме сите. Ке губи и Социјалдемократскиот сојуз, ке губи и парламентарната опозиција, ке губиме и ние како вонпарламентарна опозиција, но најмногу од се ке губи нацијата. Како никогаш досега нам ни се потребни избори. Сега да не испадне ова сирово, јас често пати велам, Интегра, кога требаше, на почетокот на заканата од нели вируснава епидемија, ние подметнавме рамо како партија, подадовме рака со сиот нас стручен и експертски потенцијал во тој дел, излеговме со план 144 и за превенирање на опасностите или заканите од интензивирање на таа вирусна закана и со нормално сет на здравствени и економско-финансиски безбедносни мерки, со кои што ние упативме порака до јавноста и до владачката гарнитура дека имаме други решенија во тој дел. Треба да ги следиме успешните примери од светот и дека треба веќе да, нели, ја моделираме таа алгоритм стратегија што имаше Министерството за здравство и владата и дека треба да најдеме нова стратегија која што, нели, на нова методолошка основа ќе може да влее доверба во нацијата дека навистина исправно се справуваме со таа вирусна закана. Дел од тие економско-финансиски мерки ги прифатија, многу од овие здравствените и безбедносни мерки не ги прифатија, но легитимно тие се влада која што владее. Сега, од друга страна имаме техничка влада која што е по пржински формат. Таа нема политички ингеренции, сега сме во ворена состојба, нема демократски легитимитет, немате легитимни демократски институции и тоа не може да оди во недоглед. Што е најмоćниот аргумент да оваа техничка влада не сме да се плеткува по натамошни политички одлуки, а тие се плеткуваат, иако единствената нивна надлежност по закон е да ги организираат во техничка смисла изборите, изборниот процес. Тоа е прилика. Ставот избори треба да имаш час поскоро, но ако се долговлекува, веќе тогаш опцијата е сосема погрешна. Значи, тука се наметнува и следното прашање, но јас имам две прашања истовремено. Ајде, ќе и дадеме предност најпрви на Интегра. Значи, сакате да има избори, подготвени ли сте да одите на избори, или сте се подготвени?
програмата е подготвена. Ние сакаме одамна. Знаете, соочени сме со некои критики по социјални мрежи дека ние сега одработуваме за Социјалдемократскиот сојуз и се следиме неговата политика. Не е точно. Социјалдемократскиот сојуз следи политиката на Интегра. Ние пред истекот на вториот бран на военна состојба имаме пресконференција и пред сите 3 недели пред Социјалдемократскиот сојуз побараме избори да има на 14 јуни. Па потоа излезе после 3 недели премиерот, односно председателот на опозицијската на владеачката партија на Социјалдемократскиот сојуз и рече сакаме избори на 14 јуни, па потоа на 21, па на 28, сега на 5 и така натаму. Значи, не е Интегра таа која што ги следи политиките на Социјалдемократскиот сојуз, обратно е, Социјалдемократскиот сојуз ги следи насоките и политиките што ги даде Интегра во јавност. И тоа е сосема легитимно. Тука немаме право на преемство во тој дел. Значи, ние одамна сакаме да имаме избори во текот на јуни. Дополнителен аргумент во таа насока е што веќе работата на Комисијата за заразни болести е компрометирана од политички притисоци од владеачката гарнитура. Ние веќе длабоко се сомневаме, во нели низа наврати на нас говориме дека веќе се компрометирани и бројките на заболени, веќе е компрометиран целиот процес, компрометирани се и бројките на смртност. Иако за волја на вистината треба јавноста да знае, значи тоа се флоскули дека биле успешни во справување со кризава, затоа што Македонија и во ова е последна или на дното на Европа и по број на заразени во однос на број на жители и по број на смртност во однос на број на заразени. Че ние повторно сме на дното. Така што оние спинови дека во анкети не знам имал подршка и не знам што и така натаму министерот или владата или не знам што, тоа треба да падне во вода. Затоа што бројките се сирови и тие не соочуваат со суровата реалност дека повторно сме на дното на Европа во услови кога имате стамените нации од западната просперитетна хемисфера, ако сакате и Тајван земете го, кој што брзопотезно во првите недели од појавата на кризата веднаш изреагира и ја санира безпрекорно и имаат најмал процент на заразени и најмало ниво на смртност во однос на заразени. Така што Македонија и во оваа ситуација е неуспешна. И сега јас морам да заклучувам дека 30 години Македонија е неуспешна заради владењето на Социјалдемократскиот сојуз и заради владењето на ДПН. Че имаме 30 години една фатаморгана политика во која што се има гловито, нацијата во некој исчекување дека нешто ќе се подобри, ни нудат некоја си неизвестна европска перспектива. Од 2005 година сме земја кандидат за членство во Европска унија. Замислете, денеска сме 2020 година, ние уште разговараме како да го подобриме нашиот статус на земја кандидат во Европска унија, а од европска перспектива немате ни П. Тоа значи дека имате неспособни политички гарнитури на власт, што поима немаат како се води политика, како се води држава. Затоа сме дојдени на ова дереже 30 години да се држи нацијата на ивица на провалијата. И јас не знам македонскиот народ што треба да му се случи за да конечно стави прст на чело и да рече созреано е времето, зрели сме да донесеме нова одлука. Да не речам да влеземе во ладна вода. Не е тоа неизвестност. Се појави Интегра пред година и 2 месеци 3. Имаме нова политичка визија. Имаме нови ликови во политиката. Имаме морални столбови во политиката. Имаме вредност, доблесност и интегритет како опција на политичката сцена. Че ние ја враќаме политиката во низиното рубо кој што и припаѓа. Таа е доблесна во суштина. Јас сега како професор на политички науки ќе ви кажам дека политиката најмалку треба да третираме според Макијавели да приграбите што повеќе мој власт, интереси, влијание за себе си и за своите најблиски. Или како што Лорд Дектон велеше, власта корумпира сама по себе, апсолутна власт апсолутно корумпира, па и ќе се правиме сите тирани, ќе имаме апсолутно владење за да најмногу приграбиме од тоа општествен колаж. И тоа се случува 30 години. 94-98 Социјалдемократскиот сојуз ја разграба општествената собственост, буквално како мршојади се сипа со криминалната приватизација и оставија 200.000 стечеци надвор, па Куманово страда ден денеска ради тој период. Ја не знам кој македонец со здрав разум во Куманово денеска би одлучил да гласа за Социјалдемократскиот сојуз. Па тоа би било будалаштина од најголем ранг. Ајнштајн има крилатица на мудрост, вели: на вистина најголемата глупост е да очекувате тој кој што ве внел во проблем, ве донел на ивица на провалија со тие навики и рутини, со истите навики и рутини, со истата идеологија на владење која е застарена, таа марксистичко-ленинистичко од 19 век,
дека ќе ви извади од ивицата на провалиите и ќе ве внесе во просперитетен живот. Живи мајка, врска нема, таа е политика, живи мајка. Или народот вели лажи, јас сум да те баам. Значи, тоа е страшна работа. И ние се надеваме дека Социјалдемократскиот сојуз може повторно да понуди некоја си известна перспектива. Или па дека ДПН ќе понуди известна перспектива. 2006-2016 година ДПН е освен закани, притисоци, сеење страв и уцени и оној модел, нели на Макијавели во Владетелот, кај што вели што е подобро, дали да ве сака народот, нели како владетел, или да ви се плаши. Они одлучија да ви се плаши и почнаа со прстот да удараат по македонскиот народ, 29.000 прислушкувања на мобилни телефони, сеење страв, ужас и луѓето почнаа да шепатат во спални соби. Македонија се претвори во режим. Ние сега според Economist Intelligence Unit сме на ниво на хибриден режим. Бевме прето флау демокраси или фалична демократија, фалична. Значи, куцате на една нога во демократијата. А полна демократија никој пат не сме ни имале. Од тука интегра во новата платформа, изборната платформа Нова македонска ренесанса, која најавуваме на прагот на третата декада на 21. век, цели ја таргетира полната демократија. Тоа се тие 72 компоненти од Economist Intelligence Unit, кои што ќе ги таргетираме со сите можни стратегии и политики и мерки и инструменти на владени политики. И од Македонија за 2 изборни мандата или во тек на една декада, нареднава декада, треба да биде најпросперитетната декада во историјата на постоењето на самостојна и независна Македонија. И јас, ако сакате... Професоре, ќе ве прекинам само. Значи, вие како експерт и како професор, многу ви се јасни работите и во политиката и како функционира системот во државата. Нас не интересира како ќе го убедите народот да се определи за новата опција, бидејќи нели не се појавија нови опции за време на изборите, неславно завршија. Како вие, како експерт, како професор по политички науки, ќе допрете до народот, нели да, бидејќи не знам, навикнати се, ако не е ВМРО, тогаш ќе е СДСМ, или ако не е СДСМ, тогаш ќе е ВМРО. Значи, нашата концепција е многу едноставна во суштина. Значи, прво идеологијата. Таа е конзервативна, вредносна, либертаријанска. Одлучивме и сме првиот политички субјект кој што на политичката сцена излегува со понуда на еден јасен заокружен пакет на политичка идеологија. Тоа е конзервативна, вредносна, либертаријанска. И тоа е ново на македонските простори. Иако имаме корени во нашата македонска традиција. Конзервативно е да ги вратиме оние исконски изворни вредности и принципи, доблесноста, интегритетот, тоа што го мислите да го говорите, тоа што го мислите и говорите да го правите во вашиот живот. Едноставно е снафлокот во политиката треба да го вратиме на сцена. Тоа значи треба да се престрои комплетно системот на вредности во општеството. Немате просперитет на нација и држава ако немате во постулатот, во фундаментот на нацијата, во уставот, во уставните закони и така натаму, ако немате вредност, доблесност и интегритет. И ние сме први кои што на политичката сцена доаѓаме со она што е фундамент, со она што е постулат. И во Библијата, ако сакате, кога Исус ги прашува учениците, вели, кога ќе имате порој, кога надоаѓа порој, која куќа ќе се урне, таа што е на песок или таа која што е на карпа? И сите вика таа која што е на песок. Од тука ние треба да почнеме да градиме општество и држава на карпа. Карпата е секопе од вредноста, доблесноста и интегритетот. Се во животот пропаѓа и е на песок. При најмалата турбуленција во животот се ќе ви се срине ако вие го градите животот на песок. Затоа нашиот концепт е да го градиме на цврсти основи. Тоа значи дека ние Македонија треба одново да ја изградиме и затоа ја најавуваме нашата нова македонска ренесанса. Вториот сегмент на наша идеологија, што е природен производ на конзерватизмот и е најидеалниот негов дел, односно шлагот на тортата на идеологијата, вредносниот либертарианизам, тоа не е либерализам. Либерализмот може да правите што сакате и одите во анархија секога, зашто немате ограничувања. Кај либерализмот имате вредносни ограничувања. Мојава слобода оди до максимум, до крајни граници, да не ја загрози слободата на другиот до мене. Економските слободи до крајни граници ги унапредува државата и системот,
но да не стане некој монопол или да не загрози некоја ранлива категорија на граѓани. Ако сакате јазичните идентитетски права на некоја етничка заедница или малцинска група, може да одат до граници да ги напредуваме, но да не ги загрозат границите на другиот до себе кој што е различен од тебе. Во овој контекст, да речеме, до граница да не го загрози мојот примордијален македонски национален стратегиски интерес, да сум јас македонец во етнички контекст, кој што има државотворен капацитет во Македонија, македонски народ, чии што сон е остварување на сонот е Република Македонија како круна на вековната борба на македонскиот народ за национална слобода, своја самобитност и своја држава, и она што во 44-та со одлуките на АСНОМ и 46-та со уставот на ФНР и 91-та со референдумот сме дефинирани како држава на македонскиот народ. Нормално, мудроста на македонскиот народ е што во сиот овој период сме го споделувале политичкиот суверенитет и со тоа сме покажале моќен демографски капацитет во однос на соседни во околни држави, ако сакате Грција, Бугарија, Србија, Косово, Албанија и така натаму, па и други држави во Европа, сме покажале моќен демографски капацитет и сме го споделиле тој политички суверенитет со албанската етничка заедница, со многуте други малцински етнички групи и така натаму. Значи, јас говорам дека овој либертаријански модел отвара можност да едноставно државата подметне рамо и подаде рака на овој напатен народ на улицева да ја крене главата. Затоа логото на Интегра е крената глава. И цело време кога ние ги изложуваме нашиве постулати од идеологијава и кога образложуваме нашава изборна платформа сега и нашиве стратегии и политики, што ќе ги, и промовираме и за време на кампањата и сега и потоа што ќе ги екзекутираме, гаѓаат на срцето на македонецот. Че ние сме национална партија на македонскиот народ, некои не нарекуваат националистичка, немаме проблем со тоа. Сите 5 дефиниции на Ендрю Хејвуд водат кон една единствена дефиниција дека национализмот, во основа позитивниот национализам е љубовта кон својот народ. Патриотизмот е љубовта кон татковината. Од тука јас немам проблем во тој дел и да не смета дури за националистичка партија моделот на апостол Павле. Јас сум евреин од родот Израелев, но во него имаше љубов за сите останати. Значи ние велиме, да, ќе го кренеме македонскиот народ, но нема помалку да кренеме ниту една душа човечка која што е родена, чекори твори на ова парче света македонска земја. Дали е од албанската етничка заедница, дали е од другите малцински групи, сеедно. Секоја индивидуа има право на лична среќа. Тоа ни е иманентно својство дадено од Бога. Немој да мислите дека албанска етничка заедница во Македонија успеа во овие 30 години да имаат напредок од кој што ќе бидат задоволни од постигнатото во својот живот. Не, јас сум бил во Лукар Мала и Малина Мала, сум влегол во албански домови, таму уште газат као денеска. Вие уште имате полски вециња по албанските села. Значи, ниту дуи, ниту било која албанска партија не отвори перспектива за албанците во Македонија да бидат среќни и задоволни од постигнатото во својот живот. Исто како и ние во македонскиот политички блок нема партија која што ја нуди оваа опција. Интегра излегува на политичката сцена и вели ние ќе градиме таков систем во кој што секој ќе има еднакви шанси да во даден период од својот живот направи пресек и рече да, јас сум среќен и задоволен од постигнатото во мојот живот во мојата татковина. Македонија е единствена татковина на македонците и на македонскиот народ. Јас тврдам, колку год да се екстремистички одредени политички структури кај албанците, никој нема право да го оспори моето легитимно право кое што е дадено од Бога, затоа што е остварено во дадениот момент, да македонскиот народ има државотворен капацитет во својата татковина. Од тога Социјалдемократскиот сојуз го таргетира поништувањето на државотворниот капацитет на македонскиот народ. Целата нивна пизмен политика и овие велепредавнички стратегии што тие ги воведуваат во системот, кои што подлежат под кривично гонење по член 308 од кривичниот законник, таргетираат да се симне секакво македонско етничко обележје од државноста на татковината Македонија. Тоа значи дека таа политика има таргет државотворноста да ја поништи на македонскиот народ и нас да не сведе, нека ми просто другите, јас немам проблем со тоа, но да не сведе на ниво на властите и на ниво на ромите. Од тука, оваа држава ќе биде обестопанета. Поубав израз не можете да најдете. Ќе остане држава без стопан
или ничија земја. Од тука сечија и ничија земја. Исто како општествената собственост. Еве ви илустрација, општествената собственост беше сечија и ничија, мршојадите и се сипаа, ја разграба, ја раскина и општествената собственост испари од јавниот простор. Едноставно ја снема и се расели по разни финансиски рај дестинации во светот. Од тука, ако и понатаму Социјалдемократскиот сојуз остане на власт, или да не дај Боже се врати ДПН на власт со нивните назадни идеологии од 19. век, да постојано сеа страф, ужаси врз нацијата, да ја контролираат апсолутна власт, да корумпираат, да градат овдека, тогаш сметете дека повеќе во следниве 4 години дури и МТО ќе исчезне од Македонија. Ке немате ништо македонско во својата татковина. Значи, оваа татковина ќе биде безимена земја, пошто е веќе безимена земја, ние не познаваме вакво име, народот не го прифати во своето срце името, стануваме земја сечија и ничија и од тука мршојадите екстреми и од соседството и од внатре ќе ја разграбаат и при една инсценација на граѓанска војна ќе ја расцепат, затоа што таа држава ќе нема веќе стопа на македонскиот народ, кога единствено го боли за татковината Македонија на начин на кој што не го боли нито еден друг во Македонија, освен оние кои што ја прифаќаат нели стварно Македонија за своја татковина, независно на која етничка припадност е, тврдам дека ќе нема македонскиот народ повеќе ниту сила, ниту државни механизми во рака за да може да ја одбрани татковината и државата. И од тука ние сме осудени на пропагање и ќе бидеме единствениот народ на планетава и единствена генерација во историски контекст на македонскиот народ кој што направи готова вересија. 30 години имате самостојност и независност и вие во услови на мир подпишувате капитулација и ја губите татковината. И повеќе не сте свој на своето во својата татковина. И ако ова македонскиот народ не го свати, тогаш проблемот е кај нас. Велепредавството за цело време е дома. Оставете ги тие глобалистички тенденции, не знам Сорос, не знам Обама, не знам Бели и така натаму. Тие нема да имаат плодно тло ако нам нивата ни е изорана, ако македонскиот народ е сплотен во силно и моќно македонско национално единство. Па знаете, 94-98 кога СДС имаше брисан простор, тие први влегува во велепредавството. Тие устав сменија со спогодбата со Грција и го дадоа македонското национално знаме. Нешто што ни една нормална нација на планетава не би го направила по ниједна цена. Знаме се дава во капитулација. Губите војна и ви го симнува знамето, го качат нивното знаме. Ние го симнаме нашето национално македонско знаме во услови на мир. Со собствена одлука сами сме си ја ставиле јамката околу врат и другиот лесно е да ви го турне столчето под нозете. Значи, ние сме се ставили самите себе си на бесилка. Знаете што значи национално знаме? Како да му објаснам на народот? Американскиот сенат секоја седница, внимавајте седница, ја почнува на тој начин што сенаторите положува заклетва со рака на Библија и со рака на американското знаме. Секоја седница, некога ќе ги изберат и кога ќе дојдат. Секоја седница, дали во месецот има 1, 2 или 3 се едно, секоја седница положуваат рака на Библијата и на американското знаме како чин. Да. Значи, тоа е култ. Затоа и кривично дело да ви запали некој национално државно знаме. А ние го дадовме така. И тоа беше, знаете, лакмус или маркер за меѓународната заедница, да лавината ја насочите и канализирате према нели овој слаб велепредавнички потек кај македонците. И од тука тие таргетираа по нели принципот каде што е најтенко ќе се скине, притискајте таму, економски осиромашете го народот, но Пандорината кутија ја отвори Социјалдемократскиот сојуз. И од тука време е ова назадна идеологија, ова велепредавничка идеологија на Социјалдемократскиот сојуз да испратиме во историја. Јас се надевам дека македонскиот народ ќе стане свесен и ќе го симнеме Социјалдемократскиот сојуз на ниво на кој што нацијата го симна Мечиер во Словачка, на 2%, за да почне овој народ конечно да крева глава и за да почне да дише. Народов е време да го симне товарот од своите плеки. Од тука, интегра во својата идеологија цели, гаѓајќи го срцето на народот, да симне се што е јарем и бреме од неговите плеки. Во нашиот модел,
Ние тврдиме, сега како професор малку ке зборувам, сме се собрале ние, луѓето, и сме направили држава за да си воведеме ред и поредок за да може да живееме. Тоа ви исто како како една погуста собракајница во центарот на Скопје. Ако немате семафор, ако немате собракајаc да регулира, ако не се почитува знаците, гужвата ќе стане за 15 минути. Па и ќе си степаат луѓе, ќе има собракајки и така натаму. Значи мора да има семафор, собракајаc да се регулира, мора ред и поредок. Затоа е формирана државата, да ни служи нам, да ни го олесне животот нам, не да ни се товари на нашите плеки, да ни ја ведне главата и да ни ја витка кичмата. Државата е формирана за да нас не крене, да не служи нам на начин што ќе подметне рамо, ќе подаде рака. Концептот на интегра е да го подметне рамото во име и за сметка на значи од страна на држава, како држава, како влада да подметнеме рамо, да подадеме рака, да го кренеме овој напатен човек на улица што оди со наведната глава. Кому овие три гарнитури му ја украдоа радоста од лицето, насмевката од лицето му ја украдоа. 200-300 илјади младини отидоа надвор и тоа грото се високо образовани. Дали знаете дека цената на чинење на еден студент науки ме 50.000 евра, помножете по бројот на иселени високо образовани студенти, колку нам пари ни отишле во неврат и како ние да сме инвестирале за туѓи бели дворови. Никого мува не го лази. Народот повторно гласа за Социјалдемократски сојуз и ДПН. Сега е време да ги испратиме во историја, ако сака народот да крене глава. Значи, крајниот таргет на интегра е, ние велиме со новата македонска ренесанса, значи, ќе препородиме татковината, нема да ја препознаете за 2 изборни циклуса за една декада. После 10 години, на овие 30 траурни години, македонецот ќе се сеќава како на кошмарен сон, дури нема да сака ни да се сеќава. После една декада нема да препознаете каква ќе изгледа Македонија. Ова ќе биде урнек, абецедар, учебник, како се препородува нација, како се враќа од ивица на провалија и како феникс воскреснува и станува богата и просперитетна нација и држава за една декада. Затоа нарекоме ренесансава на прагот на третата декада на 21. век. И сега, внимавајте, ова не го говори било кој. Ова не се бајки, ова не се флоскули. Навистина, кога слушаме нешто говори, такво, дека ќе се слушне, како да слушаме и бајка, господине. Лошо е да зборувам за себе, но ова го говори човек сосема свесно, кој што има 3 дипломи, меѓу кои има диплома за економија и владине политика, значи доктор на политички науки, доктор на теологија, со завршени докторски студии во Америка, човек кој што има 15 години институционална меморија, како раководител во менеджментот, управувањето, државен советник за анализа на политика и координација, зборувам во државната администрација, во професионалниот дел, не во овие избрани партиски функционери, има огромна разлика, че не е партиски производ, него е мерит систем. Тоа значи дека во сите тие изминати 15 години кога сум бил во влада, ја имам напуштено, знае јавноста, уште 1 септември 2015 година, 5 години сум на политичката сцена, нели на моје барање спогодбено и така натаму, во тие 15 години е направена детална анализа на секоја критична точка која го детериорирала системот и го осиромашувала граѓанот, нашиот македонски човек, и му ја веднела главата и му ја виткала кичмата. Значи, ние сме одговор, автоктон, изворен, чист македонски производ, кој што е, значи, во насока да едноставно ги затвори сите критични точки, го крене македонскиот човек и направиме од него богат и просперитетен граѓанин. Значи, немате богата и просперитетна држава без богат поединец. Значи, нашиот таргет е нацијата да биде богата. Грев пред Бога е. Но ова богатство и благодат од Бога е истурено во Македонија. Каде год да се завртите, Македонија е ризница. Сега ќе ви кажам за Кумановскиот дел што може нашава ренесанса да понуди. Знаете, целта на нашава ренесанса, кога ме прашувате како ќе ја убедиме луѓето, кога купувате авионска карта, шалтерски службени ја прашува дестинација и вие велите Вашингтон, Лондон, Ерусалим, Пекинг, Москва и така натаму. Че ние сме прва политичка партија која што на политичкава сцена на избори излегува и вели со интегра е се известно. Јасно, прецизно и транспарентно велиме. Сега сте овде, сте имале 30 траурни години, јас тврдам дека на нив ќе се сеќавате како на еден кошмарен сон. За 8 години, 2 изборни циклуса, за една декада ќе бидете овде.
и нема да ја препознаете татковината. Што тоа значи? Ке ве прекинам на кратко, се извинувам. Само да ги подсетиме слушателите дека се на брановата должина на 104,2 го следите Радио Бум, а гостин во студиото на Радио Бум ни е доктор Љупчо Ристовски, председател на Интегра, Македонска конзервативна партија. Професоре Ристовски, сите кои што досега дојдоа на власт, ветуваа. Многу му ветуваа на овој народ. Еве јас сум гласач веќе со децении наназад, но кога ќе дојдат на власт, оние ветувања или се забораваат, или се со изговор дека нема пари. Македонија е сиромашна држава, овие ја испразниле касата, немаме сега пари, кога ќе обезбедиме пари, ќе продолжиме. Сега вие велите дека нели ете, ако дојдете вие на власт, дека ќе се случи. Сме свесни дека довербата е на ниво не само на економски, на општествен фактор. Фукујама тоа брилјантно го докажа во неговиот труд доверба, траст. Значи довербата во државата, во владата, во институциите и довербата во новите политички субјекти. Ние дојдовме во еден момент кога нацијата е депримирана, разочарана, изгубена надеж, каде што младите гледаат само надвор да се иселат и така натаму, ние го посетивме тој вакуум простор. Го почувствуваме како вортекс не влечеше цело време доле. Но ревноста за татковината. Рековте како ќе излезете, излегуваме со вистината на чело и со Христовата агапе пожртвована љубов. Тоа значи дека државата мора да строи по тој модел. Излегуваме со вистината на сцена и излегуваме со оваа пожртвована агапе љубов. Државата да подметне рамо, да подаде рака, да ја крене нацијата. Че државата да биде жртва за да вие успеете, вие се кренете. Сега, пред да влезам во политиката, ја заклучив завет со Бога, положив рака на Библија. Лидерските тимови на Интегра положија заклетва со положена рака на Библијата. Сега снимивме интроспотови на лидерските тимови и на тие што се првенци на листите кандидатски и така натаму, заклучиме завет со нашиот народ пред Бога, со Библијата во рака. Значи, и велиме, и покрај сето тоа, по делата ќе не познаете кои сме, чии сме и каде планираме партнерски да одиме со нацијата. Нели? Како да бидеме додадена вредност, ние како Интегра и македонскиот народ. Нормално и секоја душа човечка која што е родена на овие македонски простори. Како да бидеме додадена вредност, да партнерски во полн лидерски капацитет нацијата го достигне оден стадион кој што го посакува, она право на лична среќа и она задоволство постигнатото во својот живот. И велиме, ако велиме по делата ќе не познаете, ние најавуваме што од сега, тоа го имаме и во изборната платформа Македонска ренесанса, дека ако Господ ни даде шанса, ако нацијата препознае Интегра и ни ја довери власта, дека на секој 2 години ќе имаме плебисцитарно изјаснување дали сте задоволни од постигнатото во изминативе 2 години од работењето на владата на Интегра. Ако нацијата покаже колебливост, несигурност или не оцени позитивно во првите 2 години на тој плебисцитарен чин на изјаснување, тогаш веднаш одиме на нови избори и велиме барете нова политичка опција која што ќе ги задоволи вашите потреби, вашите барања, оди државата и владата постојат ради вас, не ради себе. Значи, ние одиме со вистината на чело и нема воопшто, знаете, легитимно, ако нацијата не ве препознае дека за 2 години можете да ја дадете известна перспектива да почувствува дека во джебот им тропкаат повеќе пари од сите претходни 30 години, нели за првата или за втората година од владењето на Интегра, тогаш нема што да бараме на власт. Тогаш ние сме неуспешни и нормално треба да го отвориме системот нацијата да си бара отцртување на нова политичка карта. Ние можеме да смениме стратегијата и да учествуваме повторно, но тогаш ќе учествуваме со минус. Така сега имаме нулта стартна основа. Ние работиме да имаме позитивна стартна основа. Тоа значи дека нацијата ќе биде оној коректив на 2 години кој што ќе одредува дали одиме во добар правец или не одиме во добар правец. И тоа е единствената партија на политичка сцена која тоа го нуди. Значи, сакаме плебисцитарно изјаснување да биде тој материјален доказ со кој што ние велиме, не влегуваме во влада за да ние владееме по секоја цена и приграбуваме што повеќе за себе, за нашите предпоставени 5 минути во политика, но велиме влегуваме за да навистина го подобриме квалитетот на животот на таа индивидуа која што оди со наведната глава по улица, која што е изгубила насмевката од лицето.
прав, здрав маш македонец до 15 оди со испревана глава, после 15 ја ведне под притисокот да го прехрали семејството и да ги оствари амбициите на своите деца. За жал и пред 15 ја веднуваме главата, мораме да констатираме. Тоа е трагедијата која што се раѓа нова политичка визија, нови ликови у политиката, работиме на довербата на нацијата, ни недостасува уште видливост и гласно, затоа сме насекаде сега по телевизии, по медиуми, сакаме нацијата да не слушне и за волја на вистината сондажите одлично говорат, метриксот на социјалните мрежи одлично говори, немате лидер на политичка партија во Македонија кој што има 500.000 гледања на видео интервјуа, 400, 350.000, 250.000, нема пресконференција испод 100.000 гледаности и така натаму. Значи, барам производ сме, луѓето препознаваат нешто поинакво, нешто ново, довербата на нацијата во тоа која го говориме е огромна, расте се повеќе и повеќе. Значи не препознаваат се повеќе и повеќе, ни веруваат, сакаат да ме слушаат тоа кое го говорам, нормално и кое што го говорат лидерските тимови на Интегра. Имаме моćни лидерски тимови професионалци, за тоа сме говорили и минатиот пат. Значи, едноставно, лека полека ги пополнуваме сите коцки во мозаикот и очекуваме дека Македонија ќе ја препознае ова перспектива која ние нудиме. Јас почнав со дестинацијата и ќе повторам. Значи, за 10 години ние ветуваме, нели, со Библијата во рака пред Бога, дека Македонија не ќе можете да ја препознаете во тие 10 години во однос на овие 30 изминати траурни години. На нив ќе се сеќавате како на кошмарен сон. Како ќе го ствариме тоа, ќе ми дозволите ли во неколку секвенции да изложам изборната платформа на Интегра? Повелете. Значи, одиме прво и основно. Го таргетираме симнувањето на јаремот од леките на луѓето. Владењето на право е една работа, независно судство е друга работа. И тука по делата ќе познаете дека имаме сосебно стандардно решение. Прва партија која што ќе излезе со министар за правда кој што е надпартиски човек, не е член на политичка партија Интегра. Тој е доктор на правни науки, кој што докторирал во Словенија, е врвен професионалец во своја област. Подпишуваме меморандум и велиме: твоја задача е во владата на Интегра да го реформираш темелно судството, нов избор на суди и обвинители, темелна реорганизација на агенции за суди, че владењето на правото и независното судство мораш да ги доведеш во перфекција. Таму ќе има тим на професори од Америка, Словенија и Британија кои што ќе работат паралелно со него и ние со подпишан меморандум му даваме потполна слобода да го реформира комплетно судско-обвинителскиот систем, да ги заузде извршителите, нотаријатите, адвокатурите и така натаму, да ги ставиме, да им го дадеме местото кое што го имаат. Тоа ќе даде една сигурност на граѓаните, на населението и така натаму. Тоа е едната работа. Ја ставаме на страна, за ова ќе говориме утре на интерактивно отворена дебата во 5 до 12, секоја среда и сабота имаме, на YouTube каналот на Интегра, на Facebook фан страната на Интегра и на интернет страницата од Охрид ќе биде интерактивната дебата. И утре нека следат гледачите, ќе го представиме и надпартискиот министер за правда, и нормално уште од правните тимови на Интегра кои што ќе го водат тој процес на владење, на реформа на владењето на правото и независното судство и така натаму. Но во делот на растеретувањето ќе одиме на намалување на даноците по сите основи. СДС оди со прогресивен данок и вели дека е тој наводно правичен, ДПН оди со рамен данок и велат од 10 на 8 ќе оди, ние одиме 3 чекори понапред. Оно што е врв во светската економска теорија е емпириски практики. Одиме со регресивни стапки на данок. Тие што најмногу создаваат, треба, нели, регресивно да паѓаат во доначувањето, а во номинален износ тие секој пат повеќе се создаваат. Че ние стимулираме ново додадена вредност. Она што ништо никогаш не успеале да го направат Социјалдемократскиот сојуз и ДПН. Еве ви материјален доказ. Во моментот бруто домашниот производ е мизерни 12 милиарди долари. 30 години постои ова држава на оваа благодат од Бога, а владите на Социјалдемократскиот сојуз и ДПН никој пат не создале додадена вредност. Никој пат не го унапредиле материјалното богатство во државата, што е клучната компонента на индексот за просперитет од програмата за развој на Обединетите нации, Human Development Index, HDI, индексот за просперитет. Втората и третата компонента се образованието и здравството. Немате богата и образована нација и држава ако немате здрава нација, и немате богата и просперитетна држава ако немате образована нација. Од тога ние ги таргетираме трите постулати, компоненти на она што значи
нели основа, фундамент за прогрес и просперитет на една нација и држава. При намалени даноци се поттикнува економскиот циклус. Одиме со втората фаза. Имаме масовна дерегулација, процес на масовна дерегулација преку посебен проект МАСДЕРЕК. Massive Deregulation. Творецот на економската теорија за дерегулација, ево лидерските тимови на Интегра, извореден професор инфлуенсер во американското општество. Таа теорија говори, ако само за 10% ја намалите регулативата во општеството, во економската сфера, ако сакате во вкупната општествена сфера, ви имате 3% стапка и на раст по автоматизам без да се меша владата. Од тука ќе го таргетираме тој момент, баш кај нашто е дуло на мито и корупција. Немате, не знам, решение, дозвола, лиценца или било што, а да не сте рекетирани од некој, не знам, чиновник во среден менеджмент, кој што под притисок на изборни партиски функционери извршува се и се што. Односно, ви бара рекет за било која дозвола, решение, лиценца и така натаму. Значи, таа трагедија во системот ќе ја минимизираме и ќе ја анулираме од системот. Одиме понатаму. Значи, покрај намалени даноци и оваа намалена регулација, товар, значи правите едноставен, транспарентен систем, го ослободувате личниот потенцијал на индивидуите да влегуваат во бизнис во мали и средни предпријатија, ги ослободувате малите и средни бизниси да се ангажираат во полн творечки потенцијал. И ја решаваме митото и корупцијата на многу едноставен начин. Грнето со мед, кој што е на дофат на премиерот, вице-премиер, министри, тоа се капитални инвестиции и субвенции, го кинеме како дискреционо право, го укинуваме од системот и го тргаме преку модел на приватно јавно партнерство во посебен македонски инвестициски фонд Main, Macedonian Investments. Тие 650 милиони евро од буџетот стануваат 1/3 удел на државата во посебен инвестициски фонд, кој што ќе биде наменет за мега еквити проекти за Чебрен, за Галиште, за Бошков мост, за брза и масовна гасификација на цела територија на Македонија, за соларни резервати, за ветерници, за третиот бран на алтернативни извори на енергија, производство на енергија од хидроген, водород, вода, па дури и за производство на дијаманти од јаглен, тоа се проекти кои што ни стигаат од наши иселеници од Америка, од Австралија, ги имаат лиценците и така натаму, каде што ќе направиме веќе трансформација на железница, транспорт, на македонски пошти, на МЕПСО книжи постојано загуба, 30% имате загуба во дистрибутивна мрежа. Замислете, произведувате, не знам, пола милиарда струја или 160 милиони евро увезувате и од тие 650 милиони евра пуштате нижицата струјата до оди 30% испарува воздух. Колку испарува во воздух на 650 милиони евра 30%? И тоа овој народ го плаќа со 33% моќност која што е скриена внатре во сметките и сите ние заедно си ја плаќаме и око не ни трепнува. Загубата ние им ја покриваме за да се купуваат телешки од природна кожа, фотели од природна телешка кожа. Замислете, не можеле да седат луѓето во друга кожна фотелја освен во природна телешка. Тоа е МЕПСО. Значи, тоа се македонски пошти. Тие служат само за партиски вработување и за дрпање од страна на избрани партиски функционери. 30 милиарди долари на ваков начин се изнесени од татковината на разни финански рај дестинации. За нив имаме таргетирано проект Захеј како да ги вратиме назад. По еден bona fide модел методологија, која што има две лица, едната е милост, ќе добијат време на милост, другата е репресија и ќе добијат финански загари. Но со таа методологија, јас може и минатиот пат говорев, 1/3 од делот на contribution in kind кој што ќе мора да го дадат, значи по тој модел на државата, 1/3 ќе оди ваучари на сите полнолетни македонски граѓани, значи колку номинално ќе прибереме средства, тие ќе се поделат од народот за народот на сите полнолетни лица во Македонија. Како извинување од владата на Интегра во име на сите претходни влади за овие 30 траорни години за сета криминална приватизација, бескрајна транзиција и за нарушеното достојство на мојот народ, нешто што мене многу ме боли и ме пече. Едноставно, ќе мора да му вратиме нешто на народот. Изворите на другите 2/3 во уделите во Македонскиот фонд ќе бидат преку приватни инвестициски фондови, кои што ќе ги трактираме, ќе ги привлечеме во 3 слободни финансиски зони Скопје, Охрид, Струмица. Во тој Financial Triangle, или ние го нарекуваме Mafia Zone, тие приватни инвестициски зони ќе влегуваат партнер со државата, 2/3 ќе ги привлечеме и од диаспората. Значи, ќе отвориме еден масовен економски циклус, ќе има и мини еквити фондови, нешто што сега Куманово го интересира. Во тие мини еквити фондови државата ќе влегува партнер со мали и средни бизниси за иновативни проекти. Тоа значи дека
Ако Македонија има 7 геотермални точки, каде што имате геотермални води над 72 степени, а Целзиус рекол, дајте ми да го загреам телото од натрек, излечам секоја болест. Кумановскиот регион и Нагоричане една од тие геотермални точки, каде што ќе направиме една зона за старски туризам. Значи на 10 хектари, еден геотермален извор го давате на концесија на 33 маркици за мали и средни бизниси. Дали еден инвестиски фонд ќе окупи целото, или ќе влезе партнерските од државата од целото, или 33 од Куманово или од диаспората ќе влезат во тој центар за здравствен туризам. Терме Словенија направија светска атракција со еден извор. Ние имаме 7 геотермални точки. Една е ова Кумановско, втората е Кочанско, третата е Струмичко, имате Пелагонискиот дел, Косел, Охридско, Катлановско, Скопје, Девар. Имаме 7 геотермални точки, каде што ќе имате 7 вакви зони на по 10 хектари, каде што ги има по 33 современи како терме, бајски центри. И од тука, заедно со следниот проект кој што ќе имаме зони за спа центри и третиот проект зони за старски центри, кој што со еден приватен инвестициски фонд од Јапонија го имаме работено, пред подпишување на меморандум сме со нив, ако даде Господ да дојдеме на власт, спремни се 2 милиарди да вложат во вакви зони за старски центри. Бараат времено престојувалиште на дел од јапонската популација, кај нив е принципот патернализам, култ кон возрастните стари лица, 100 милиони се на мала територија, сакаат да им дадат еколошки чиста средина, да дишат кислород над 600 метри надморска висина и да имаат пристојна и достоинствена старост и смрт. Крематориум модерен се гради, како ќе почине, временото престојувалиште прекинува, урната се праќа под ДХЛ во Јапонија и завршува проектот, но за тоа време 2 до 3 $3,000 ќе ги трошат во Македонија. Околу овие старски центри ќе се развива концентрични кругови, рано-градинарско производство, овоштарство, млеко-млечни производи, месо-месни производи. $2-3,000 е пензија која ќе ја трошат десетици илјади, да речеме од Јапонија, 25,000 пензионери македонци во Европа примаат европска пензија, во Америка и Канада има уште толку, Австралија уште толку. Замислете 100,000 пензионери месечно да трошат пензија од 2 до 3,000 евра во Македонија. Треба тие луѓе да се хранат, пијалоци да се даваат. Значи тие центри во средина ќе има системски маркети, кино сали, фитнес базени, се што е за еден state of the art комплекс. Услови врвни. И нормално дека нашите пензионери ќе сака да се вратат во тие state of the art центри. Од тука отвараме еден масовен циклус. Значи, Македонија да претвориме во една светска туристичка атракција со овие спа зони. Нека имаме потреба повеќе ние да одиме Бајско, Боровец, Сандански. Тоа се субстандардни услови за македонецот. Македонецот од секој има повисок стандард и од бугарите и од сите останати околни народи, ако сакате и од грците. Ние секој сме биле state of the art во однос на сите. Од тука, како Феникс, мора да ја кренеме нацијата. Државата мора да работи да ја крене нацијата. Знаеме како, умееме како, имаме план. Само еден проект ќе ви кажам, уште во овој дел да направиме светска туристичка атракција, Кокино. Таму имаме проект Space City, Спасико се вели проектот, заедно со еден индиски приватен инвестициски фонд. Значи, Кокино ви е светска атракција. Едно од светските чуда во делот на овие обсерватории. Астрономски, како се нарече, астрономски обсерватории. Значи, овој Спасико проект ќе го презентираме ние на јавноста во текот на изборната кампања. Значи, треба да биде на светска атракција, но внимавајте, линијата на Кокино, заедно со Канда геоглиф од Свети Николско, кој што е точно испод Касиопеја со звездието, во линијата со Ашар е идеална одсечка. А ако ја погледнете, таква е права линијата и на средина имате Касиопеја која има буквата М, тука се крие некоја тајна, кој што ние не сме открили, но тоа ние може да направиме приказна. Да стане светска туристичка атракција. Што се случува во Македонија, знаете, и Алшар е светска атракција, единствено наоѓариште на лорандит неутрино. Башка е најиздашниот реон каде што има злато Македонија. Македонија спие на злато. Ајде да ви открие, Македонија спие на нафта и на газ. На потегот Буриева према Беласица, од 30 бушотини, 27 покажуваат издашност на нафта и газ. Македонија може да стане главен играч на газ за екс-Југославија и за овој дел на Југоисточна Европа. Можеме да бидеме нешто како Дубај, значи, ние можеме да направиме рафинерија со 6 евро 6 стандард рафинерија во тој дел со приватни инвестициски фондови. Не треба државни да влегуваат воопшто.
Норвешка 68 кога откри нафта и газ, стана консекутивно број 1 просперитетна држава во свет. Дубај кога открија нафта, стана најпросперитетни во тој регион. Македонија ја има нафтата, ние се уште не ја ставаме во истражување и во функција. Зошто СДС и ДПН никој пат не погледнале да го откријат материјалното богатство во Македонија, да го мултиплицират бруто домашниот производ кој што е 12 милиарди. Дали знаете дека Кендюри Бенкстон, општината во Австралија со 250.000 жители, произведува 15 милиарди додадена вредност бруто домашен производ годишно. Ливерпул 200.000 жители 15 милиарди прават. Па само Кумановскиот дел со овие неколку проекти може да го произведува бруто домашен производ во Македонија. Замислете го Куманово и регионов со 15 милиарди бруто домашен производ годишно. Можете да замислите каква рајска градина ќе стане Македонија? Сега, за да биде комплетна нашава визија, ние имаме нова транспортна стратегија, која што има високо поставен таргет, 1 час до секоја точка во Македонија. Како? Брза железница. Нели? Доктор по сообраќај, инженерин со професор по транспорт и утврдуваат трасата, 960 км ја изврзуваме цела Македонија, на секоја точка, значи брзи возови до 200, односно 220 км на час, зависно од конфигурацијата на теренот, стигаме за 1 час до секоја точка во Македонија. Сега, некој ќе му изгледа ова научна фантастика, не можеме ние тоа, знаете, по моделот нашов експеримент, овој народ се тапка 30 години, дека е IQ 80, дека е неуспешен, дека не може да води своја држава, дека не може да направи 2 км пруга и така натаму. И еднаш доаѓа Интегра, вели, за 2 изборни циклуси од 8 години ќе направиме 960 км брза железница. Вау! Кина 10.000 км брза железница до 350 км на час прави за 6 години. Можеме ли ние 960 км, ако немате корупција во системот, ако немате одлив на пола милиарда годишно, ако немате мито и корупција уште пола милиарда, че милиарда годишно испарува од овој систем. Нема корупција. Со Интегра корупција нема, завршува. Материјален доказ, нели, грнето со мето од корупцијата, го тргаме од дискрецијно право на премиерот, вице-премиер и министри. Тоа кажува дека ние имаме јасно ветување дека нас не ни интересира корупција. Целиот тој колач оди во приватен сектор на правување, каде што ќе има 12 нели бизнис апостоли кои што ќе го раководат тој Made in Македонија, Македонски инвестициски фонд, но ќе има контрола на контролорите, тоа што политички науки не одговорило досега. Ќе има Angel Guardians, на целиот тој процес ќе има 12 Angel Guardians. Значи тие ќе го чуваат тој модел, да биде прецизен, да нема мито и корупција. Сите критични точки ги затвараме секаде. И што правиме ние? Го мултиплицираме материјалното богатство на тој начин. Значи, создаваме шанса да од оваа благодат од Бога и ја мултиплицираме додадената вредност и ги правиме богати нашите граѓани на многу едноставен начин. Уште еден проект само ќе ви кажам. Во Велес планираме иновацијска информатичка технолошка зона, ја нарекоме ВИТЕС. Велес Innovation Informatics and Technology Zone, каде што во првите 100 дена ќе имате нулта стапка на донаучување за високо интелектуален ноу-хау од иновацијско, информатичко и технолошко знаење. Тоа значи се што мисли во регионот ќе го вшмукаме тука. Значи, досега 30 години траур не имате brain drain, ви одат младите надвор, ние сега почнуваме процес на brain gain. Си ги враќаме младите тука. Сакаме во Велес на 10 хектари покрај Вардар да направиме слободна технолошка зона, која што ќе биде во суштина Македонска силиконска долина. Партнери во процесот ќе не бидат еден од најразвиените светски високотехнолошки универзитети, кој што по моделот на приватно јавно партнерство со Центарот за иновации и дизајн има проект Factory of the Future, фабрика на едината. И Господ ни ги прати во лидерските тимови на Интегра, 20 професори македонци, кои што раководат 65 странци професори и кои што го раководат тој проект таму каде што јас бев гостин, го видов, анализиравме и сме пред подпишување на меморандум, ако даде Господ да бидеме на власт. Сименс влегува во партнерство со овие институции, приватно јавно партнерство, и вложува $100 милиони да работат на Factory of the Future. Идејата е тоа да го пренесеме во ВИТЕС, зоната во Велес, и како концентрични кругови да се шири низ цела Македонија, тука да се работи на Factory of the Future. Имаме вакви иновативни проекти во делот на, не знам, производство на енергија од хидроген, лиценцата има наш македонец од Австралија. И замислете се, јас се чудам, каде биле овие македонци, умни, успешни во светот 30 години? Каде биле? Некои од нив се обиделе или со владата на СДС или со владата на ДПН. Знаете кој е нивното искуство? Сите барале процент провизија.
сите барале мито и корупција, бе дотија во раскош. Зошто пристапија на интеграти луѓе, и едни и други од Америка и од Австралија? Зошто пристапија? Затоа што ја стекна таа доверба за која вие говорите. Довербата со која ние го гаѓаме срцето на народот, ги затвараме сите критични точки кај што нацијата може да не ни верува. Че одиме со материјален доказ. Кога збориме за план 144, ние се грижиме за здравјето и животите на луѓето, ние правиме 2 донаторски активности и од нашите извори на средства лични и партиски купуваме медицинска заштитна опрема и материјали, опремуваме неколку оделенија во болница во Кочани и неколку оделенија во болница во Тетово. Вие СДС и ДПН говорат дека не знам грижа за здравјето и животите на луѓето, а недела дена пред корона кризата од буџет си префрлија 68 милиони денари ВМРО за партиски активности и за кампања, а СДС си префрли 72 милиона денари за партија, тоа е 1.150.000 евра. Дали се сетија да се фата за джеб да снабдат барем неколку болници со медицинска заштитна опрема, лекарите и здравствените работници да ги заштитат? Тие се first lineri, први на линија на кризата. Не се сетија. Зошто? Затоа што не ги интересира здравјето на другиот. Тоа е флоскула. Лага. Сега фата моргана, мене ми е важно здравјето и животот на луѓето, затоа ќе бойкотирам избори. Будалаштина од ранг. Нека бойкотират, нека отидат во историја едните и другите. Има Македонија синови, раѓа Македонија синови кои што си ја сакаат од ковината, си го сакаат својот народ и ќе направат пресврт. Сакале тие да признаат или не, ќе ги испратиме во историја. Тие застарени идеологии, што му ја зема на смевката од лицето на мојот народ, ќе ги испратиме во историја. Тие идеологии кои што му е наведна главата на македонецот, ќе ги испратиме во историја. И уште нешто, северна придавката, која што го скрши срцето на мојот народ, ќе испари како пареја во воздухот за првите 100 дена. Имаме точен план, јасен план, како и понатаму, како во првите 100 дена да решиме таа траурна приказна, тоа велепредавство во кое нанесо едните и другите. Нема да мислите дека само Социјалдемократскиот сојуз. И ДПН од референдум, од уставните амандмани и председателските избори, СЈО и сега околу овие избори, континуирано Мицкоски и ДПН одработува за Социјалдемократскиот сојуз. Зошто тоа сакав и да прашам како експерт, зошто ВМРО ДПМН не им одговара датумот 5 јули за избори? Затоа што кормиларот е во туѓи раце. Не е кормилото на бродот во рацете на Мицкоски и ова раководство на ДПН. Значи, кормилото е некаде на друго место. Иначе логиката е да се наоѓете во 16-сетник, да имате воля и топка и да имате празен гол. Вие треба да скинете мрежата како парламентарна опозиција. Ги имате сите механизми во рака. Имате пратеници, имате медиумска подршка, имате финанси, имате се, ама немате образ. И имате скриена агенда и ви управува некој трет, затоа што се уценети и нормално со лицемерие, флоскули, со лага не можете вие да излезете пред македонскиот народ. Народот веќе созреа и тука интегра да помогне да дозрее овој народ и да донесе конечно одлуката, да го охрабриме македонскиот народ. Сега во етнички контекст говорам на македонците, тие ќе направат пресврт на политичка сцена и ќе се земат татковината и ќе бидеме свој на своето во својата татковина. Господине Ристовски, јас ќе ви се заблагодарам за вашето учество во денешната емисија. Во интерес на времето мораме тука да прекинеме, многу теми ни остана некажани, но ете ќе имаме повторно прилика да се дружиме, еве изборите. Просто може би јас така гневливо некогаш во одредени сегменти говорам, но не, сосема е во ред. Се надевам дека и нашите слушатели се задоволни од ова интервју. Не грешете. Токму така. Уште еднаш ќе ви се заблагодарам за вашето учество и благодарам и вам. Одлични сте, нека Господ Бог ви благослови вашава работа и дај Боже сите медиуми да прераснат во CNN и да станат вистинска четврта власт, да не коленичат пред ниту една влада, да бидете стаменити, горди и достоинствени и вие да бидете креатори на сите идни политики во држава. Ви благодарам многу. И вам исто. Најдоброто од Куманово. Бум радио.